Рековте дека веќе почнаа да се исчисти делот градот. Ние сега дојдовме од Чаир и таму е хаос, не е воопшто чистен тој дел. Како го коментирате овој дел? Значи вака, нашето предпријатие 3 дена беше под целосна блокада на мафијашките структури за кои што зборував во мојата изјава. Територијата на градот Скопје, благодарение на нив, беше во заложништво. Екипите од вчера во доцните сати после 12-1 часот на полноќ се пуштени на терен, екипирани се сите работници и ве уверувам дека нема да постои ниту една општина каде што нема да се исчисти сметот. Ве уверувам во тоа. Почнато е со градските главни улици, ќе работиме 24 часа, ќе работиме онолку колку што е потребно, без никаков застој, само за да можеме да ги сервисираме граѓаните на градот Скопје. Заврши веќе работата со мафијашките структури, предпријатието е комплетно ставено во функција. Јавното предпријатие комунална хигиена е во целосна кондиција. Она што можам да го кажам и кое што навистина многу ме изненадува, е што одредени личности, за кои што исто така ќе бидат поднесени соодветни пријави, во нивните настапи и пред медиумите клеветат и потикнуваат гнев, она што не треба да го прават. Даваат лажни изјави исто така. Значи морам да ви известам дека јавното предпријатие комунална хигиена Скопје 30 години, може би грешам, еве по-конкретна да бидам, од 2007 година ниту еден вработен нема добиено К15, регресна плата. Комунална хигиена сега има исплатено регресна плата после толку многу години. Од 2007, денеска сме 2023 година. Вработените за прв пат добиваат К15. Се извинувам. Личната заштитна опрема и личните заштитни средства, ракавиците, оделата, зимски, летни, иако е законска обврска, да бидат дадени од страна на менаџерот, на директорот на предпријатието, со години ниту еднаш не биле дадени. Јас и тие документи ќе ви ги дадам, да видите дека оваа година се поделени личните заштитни средства, личната заштитна опрема, без кое што е недозволиво и сосема противзаконски било кој вработен да излезе на терен. Да не кажам и опасно по живот, доколку не ја има соодветната опрема. Целото комунално предпријатие е надвор. Кризниот штаб, сите јавни предпријатија, улици и патишта, паркови, зеленила, водовод, сите се надвор, сите работат. И не можеме да надополниме за 5 часа она кој што овие мафијаши го направија како штета на градот за 3 дена. Меѓутоа, постапуваме, ќе се исчисти градот и ќе се работи многу подобро, затоа што морам да ви кажам, луѓето ги делиме на честни и нечестни, на работници и неработници. За нечестните и за неработниците повеќе место тука нема.